Денеска православната црква го празнува животоприемниот извор или петокот од светлата седмица, источен петок Балаклија, и светиот апостол Симеон. Животоприемниот извор, источен петок Балаклија. На овој ден се празнува обновувањето на храмот на Пресвета Богородица во Цариград, наречен живоносен извор, поради чудотворниот извор со вода што се наоѓа во него. Си споменуваме и за многуте чуда што се случиле во тој храм на Божјата мајка. Првиот храм врз изворот го изградил византискиот император Лав Велики и го нарекол изворот животодавен извор, зашто таму била објавена чудотворната благодат на Пресветата Богородица. Подоцна, во негова близина, велелепен храм изградил и царот Јустинијан Велики, затоа што по милоста на Богородица нашол исцеление за својата болест во чудотворните води на изворот. Со времето храмот пострадал во многу земјотреси, па затоа царевите Василий Македонецот и неговиот син Лав Мудриот го обновиле. Во 15-тиот век царскиот град паднал во рацете на муслиманите. Прочуената црква била уништена, а градежниот материјал бил употребен за изградба на џамија на султанот Бајазид. Местото каде што порано стоела црквата било затрупано, а околината била претворена во муслимански гробишта. Турската стража им забранувала на христијаните не само да се собираат на тоа место, туку дури и да придат таму. Со текот на времето, забраната станала не толку строга и на христијаните им било дозволено да направат малечка црква на тоа место, која неколку пати доживувала трагична судбина. За времето на владењето на султанот Махмуд во 1835-та е изградена и осветена црква која и сега е таму. По молитвите на Пресветата Богородица и преку незиното застапништво, од водите на изворот и денес се случуваат многобројни чудеса. Да воскреснет Бог и расточат се врази Его, и да бежат од лица Jego, ненавидящи Его. Пасха священая нам днес показася. Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных. Яко исчезает дим да исчезнут, и яко тает восак од лица огня, придите од видения жени благовестници, и Сион урците, прими од нас радости благовештения, воскресения Христова. Красуйся, ликуй и радуйся,
i Jerusalime, carja Hrista uzrev iz groba, jako ženika proishodjašta. Tako da pognut grešnici od lica Božja, a pravednici da vozveseljacija. Mironosici ženi utro globoku predstavša, ko grobu živodavca. Obrjetoša angela na kameni sedjašta, i to i proveštavim sice glagolaše, što ištete živago s mrtvimi, što plačete netlena govotli, šeće propovedite učenikom Sejde njegože sotvori Gospod, vozradujem sja i vozveselim sja vonj. Pasha krasna ja, pasha Gospodnja pasha, pasha sečesna ja nam vosija, pasha radostiju drug druga obimem, izbavljenje skorbi, i bo iz groba dnes, jako od čertoga vosijav Hristos, ženi radosti, ispolni glagola, propovedite apostol. Светиот апостол Симеон, еден од 70 апостоли, син на Клеопа, кој што му беше брат на праведниот Јосиф, целомудрениот сопруг на Пресвета Богородица. Кога ги виде чудата на Господ Исус, Симеон поверува во него како во Господ и Спасител и беше вбројан во 70 апостоли. Со голема ревност и храброст го проповедаше Христовото Евангелие насекаде по Јудеа. Кога злобните евреи го убија Јаков, братот Господов и првиот епископ на Ерусалимската црква, тогаш овој Симеон, кој му беше роднина, го поставија за епископ во Ерусалим. Како втор епископ во светиот град, со голема мудрост и сила управуваше со Божјата црква до длабока старост. Кога пострада имаше над 100 години, неговото страдање стана вака. Во времето на царот Трајан беше покренато двојно гонење во Палестина, на потомците Давидови и на христијаните. Злобните луѓе го обвинија Симеон како оној кој што им припаѓа и на едните и на другите. Светиот Симеон претрпе големи маки и најпосле го распнаа на крст, како неговиот Господ кому верно му послужи на земјата. Te